Во живо се јавуваме од Сојузот на стопански комори на Македонија, кои денеска прославуваат 18 години од своето постоење и соработка со нашите институции, секако и со бизнис заедницата во нашата земја. Многу повеќе на оваа тема, мојот соговорник, председателот на Сојузот на стопански комори, господинот Трајан Ангеловски, кој што ова утро е со нас. Господине Трајан, добро утро за вас. Добро утро. Така, денеска прославувате 18 години од постоењето на Сојузот на стопанските комори, која што е невладина и непрофитабилна организација. Која е вашата функција и како допринесувате воопшто нели за стопанството во нашата земја? Сојузот на стопански комори е оформен во 2004 година после сите оние турбулентни времиња, конфликти во овој дел од Европа, Балканот, економските реформи кои се спроведува, транзицијата, приватизацијата и така натаму, многу тешки периоди и семејните приватни компании веќе дојдоа до една ситуација да го подигнат на некој начин гласот, затоа што во тој временски период веќе овие семејни компании беа доминантни во создавањето на бруто националниот доход, она економија која имавме од времето на социјализмот полека ја снемуваше и затоа полека се пристапи кон оформување на една ваква невладина организација со која ќе може на некој начин да се артикулираат сите оние барања, сите оние потреби кои ги имаат приватните компании семејни од македонски капитал, така да може полесно да се комуницира со државните институции, пратење на одредени законски прописи, процедури и така натаму, и можам да изразам задоволство во овие 18 години. Ние секогаш сме биле многу проактивни, секогаш сме биле во тренд со времето, секогаш сме биле двигател на позитивни промени, секогаш сме давале конструктивни предлози кон сите македонски влади до сега и планираме и во следниот временски период тоа да го правиме. Имаме доста обемна соработка со организации од скоро целиот свет, од светските комори, Светската трговска организација, стопански комори скоро од цел свет, ќе се изненадите, од Јужна Америка, од Африка, одредени азиски земји, европските се разбира. Еве оваа година прв пат се организираме 15 компании наши ќе излагаат на сајмот за земјоделство и храна во Босна и Херцеговина во Биелина со подршка од Министерството за земјоделие, меѓутоа прв пат заеднички штанд на 15 македонски компании кои на некој начин ќе се обидат да ги отворат вратите на босанскиот пазар и се обидуваме на секаков можен начин да допринесеме во развојот на деловната клима и економијата во нашата земја. Така, кога сме кај отварањето на нови пазари, секако кои што се ќе бидат добри за нашите компании, за стопанството на нашата земја, бевте неодамна и дел од отворениот Балкан, кој што се случуваше во Белград од 1 до 4 септември. Учествувавте како Сојуз на стопански комори со најразлични нели ваши членови кои што се дел и сектори кои што се вклучени во Сојузот, па како помина тој дел и колку е значаен она кој што сега е актуелно и сето она кој што сака или како Open Balkan што се нуди како можност за сите бизнис заедници во нашата земја? Ние ја поздравуваме таа идеја од поодамна, сметаме дека е многу конструктивна, сметаме дека е во вистински правец. Дефинитивно, доколку сакаме да го подигнеме економското ниво, ние мора да се интегрираме со нашите соседи, ние мора да ја зголемиме трговската размена. Овој саем беше во вистински правец, голем број наши членки има таму штандови од винската индустрија, од прехранбената индустрија и сметам дека за една мала земја како што е Македонија да го зголемат своето учество на српскиот пазар ќе биде фантастичен чекор и ние учествувавме на сите тие економски панели и на самитот кој беше одржан во Палата Србија во зградата на српската влада, така да веќе наши членки се дел од Комисијата за храна, еден дел од нив и учествуваат и во Комисијата за енергетика, така да ги пратиме сите овие случувања кои се случуваат во регионот
и сметаме дека секаков тип на интеграција, секаков тип на намалување на бариерите, секаков тип на намалување на чекањата по границите е вистински чекор во вистинско време. Така. Освен тоа, актуелно е секако и се зборува во однос на кризата со енергетиката, со храната, која што е особено актуелна и постојано зборуваме за дека не очекува една од најтешките зими. Па како еве со сите овие соработки и верувам дека зборувате и на таа тема со бизнис заедницата, со институциите државни со кои што соработувате, какви се плановите во однос на справувањето со сето она кое што не очекува, како што се предвидува една од најтешките зими за не само за нас и за светот, но сепак ние треба да се грижиме нели за нашите граѓани. Па дефинитивно навистина голем шок представува овие цени кои еден дел од македонската економија почна да ги плаќа во однос на берзата во Будимпешта 500, 600, 700, 800 евра во одредени моменти и навистина е шокот преголем. Меѓутоа, секогаш постои одредена излезна варијанта. Ние сметаме дека инвестициите во обновливи извори, инвестициите во енергетска ефикасност се инвестиции во вистински правец и затоа константно апелираме веќе подолг временски период, да не речам и со години, да се намалат бирократските процедури, да се овозможи на македонските компании ова сонце кое навистина го имаме и кое е наш национален символ, да можеме на најадекватен начин да можеме да го искористиме и на тој начин и сами себе си да си помогнеме и можда да произведеме одреден вишок на енергија, па да го подобриме и енергетскиот биланс на нашата земја. Така. Спомена веќе дека тема ни е 18 годишнината, односно полнолетството кое што го славите денеска. Главната односно манифестација се случува денеска, иако на 15 септември е званично 2004 оформен Сојузот на стопански комори на Македонија. Кажете ми каква ќе биде прославата, што е планирано и дали ќе имаме државни представници, а секако ми најавивте дека на одредени институти ќе доделите и плакети. Па да, до сега имаме потврда од највисоките државни представници на нашата земја, го потврдија своето присуство, голем број министри, пратеници, представници на скоро сите институции со кои ние соработуваме од стопанскиот живот, наши членки и сите оние институции кои на некој начин или организации имаме одреден контакт. Во однос на времето од 18 години, навистина, како што веќе спомнав, од секогаш сме представувале и сме се труделе да бидеме на некој начин една авангардна организација. Ние не поседуваме згради, ние не поседуваме во моментов недвижен имот, меѓутоа секогаш сме сметале дека позитивните идеи и она што ние можеме добро да го направиме секогаш е нашиот најголем капитал. И секогаш се трудиме во тој правец да делуваме. Планираме на прославата која ќе организираме за две институции да доделиме одредени признанија со оглед на тоа што оценивме и проценивме дека нивната кооперативност е прилично пристојна и би сакале да ги поттикнеме и во следниот временски период да бидат проактивни и едноставно да партнерски делуваме во следниот временски период за подобрување на бизнис климата и исто така планираме да му подадеме признание на еден од поранешните председатели за неговото учество и ангажман и развој на Сојузот на стопански комори. Ке ви следиме, господин Трен, ви благодараме еве што ги споделивте сите овие корисни информации со нас за нашите гледачи на Здраво Македонија. Ви благодарам на учеството и на покана.